рамки на денешното Плей кафе на Плей радио зборуваме за Струшките вечери на поезијата, манифестација која што не само што ја негува и секоја година ја продолжува својата традиција, туку се грижи и за зачувување на сите документи, снимки, рачни ракописи од голем број поети ширум светот, токму во насока на зачувување на богатиот и значаен книжевен историјат кој што ќе им служи на идните генерации. СВП оствари соработка со Државниот архив на Македонија, односно со неговото оделение во Охрид, а деталите за ова и за многу други теми поврзани со 60-тото јубилејно издание на Струшките вечери ги дознаваме од директорот на Струшките вечери на поезијата, господинот Тодорче Тасевски. Тасевски во пресрет на годинешното 60-то јубилејно издание на Струшките вечери посветувате големо внимание на архивската документација која што е од трајна вредност. Кажете ми што се ќе го краси Охридскиот државен архив од манифестацијата која што струга ја прави светска лулка на поезијата? Добар ден, најпрво да ви се заблагодарам за интересот на вашиот медиум за активностите на Струшките вечери на поезијата. Во рамките на восстановена процедура предадени се архивски материјали од трајна вредност од 1963 година до 1990 година. По тие материјали има аудио и видео записи од изданието на Струшките вечери, фотографии од настаните, документарен материјал поврзан со изданијата, списоци на учесници, извадоци од прес-материјали, тековна документација, со еден збор се она што ја прави институционалната меморија на една манифестација која што е Струшките вечери на поезијата, и веруваме дека сите овие материјали ќе бидат соодветно заштитени, а потоа и соодветно презентирани од страна на Државниот архив, за да можат во иднина сите оние што се заинтересирани истражувачи на историјата на манифестацијата да можат во детали да се запознаат со Струшките вечери и тековните изданија. Така, освен за зачувување на новија записи за идните генерации, исто така ќе бидат достапни за истражувачката фела, како што споменавте. Инаку сега сте во фаза на подготовки на еден голем значаен јубилеј. Во август ќе се одржи 60-тото издание на Струшките вечери на поезијата. Второ во услови на пандемија и сега претпоставувам дека воопшто не е лесно да се носат одлуки и да се организира се во вакво време, невремено. Кажете ми каков е планот и колку поети ќе може да дојдат во Струга, дали ќе мора да продолжи она пракса од минатата година, дел од поетите да бидат повторно представени со видеочитање? Да кажам дека организирањето на Струшките вечери на поезијата е предизвик и во редовни околности, особено кога се организира едно јубилејно издание, а уште повеќе кога за жал тоа се случува во вонредни околности во услови на пандемија, за кои што минатата година бевме оптимисти дека ќе биде сосема надмината. Инаку минатата година успеавме во екот на пандемија во вонредни околности со така да организираме едно хибридно издание, во согласно со протоколите за организирање на настани во услови на пандемија, со физичко присуство на домашни поети, а странските поети беа представени преку видеочитање. Оваа година предизвикот да се обезбеди секако физичко присуство на што поголем број на поетите од странство. Веќе се испратени покани, некои од нив веќе го најавија своето физичко присуство. За помал број се надевам оние кои што ќе бидат физички спречени да дојдат, тие исто така ќе бидат представени преку видеочитање, меѓутоа намерата е најголемиот дел од странските поети, секако заедно со домашните, да бидат представени преку физичко присуство. Секако дека поучени од искуството од лани и оваа година ќе мора да бидеме креативни и да смислиме начин на организирање на изданието во формат што ќе ги задржи претпознативите програмски содржини, меѓутоа кој што ќе ги почитува протоколите за организирање на настани во услови на пандемија. Минатата година се покаже како исклучително добар простор покриената тераса на Хотел Рим, која што и во редовни издание, место каде што се одржуваат некои од активностите на Струшките вечери, беше адаптирана во еден сценски простор, ги задоволуваше условите за контрола на влез и на излез на посетителите и учесниците, така што и оваа година ќе пробаме да најдеме решенија кои што пред се ќе имаат во предвид безбедноста на учесниците на публиката.
Така, И на ова што го одбедени сме најавивте практично дека- се убави вести со оглед на тоа дека доколку е одлучено поголем дел од поетите да дојдат, тоа значи дека повторно ќе се осети она стара убава атмосфера на Струшките вечери на поезијата. Таа атмосфера секако дека во полна смисла ќе се почувствува кога пандемијата ќе заврши Така. и кога Струшките вечери ќе може да се одржат во редовни околности. Струшките вечери на поезијата, за разлика од другите манифестации, се специфични по тоа што се одржуваат на јавен простор. Значи, во моментов, за жал, тоа е тешко изводливо. Инаку, шармот на Струшките вечери во тоа што ќе се одржуваат на јавен простор, отворени се и сосема достапни за поширока публика, тоа обележи на Струшките вечери, за жал, во услови на пандемија, нема да може да се постигне. Меѓутоа, како што знаете, со моето доаѓање, практично се установи една пракса на професионално видео стримување на Струшките вечери, на се оно што е дел од содржината на изданието на Струшките вечери, така што со помош на современата технологија и можноста Струшките вечери да се следат во живо онлайн, и се возможува на публиката, на пошироката публика, сепак да ги следи Струшките вечери во живо. Да, најдовте начин минатата година кој што секако сигурно ќе продолжи и сите оние кои што сакаат, а нема да бидат во можност да дојдат во Струга, ќе може да го следат тоа преку интернет. Инаку уште една многу важна тема за оваа година, во седиштето на УНЕСКО во Париз на 22 март се одржа настан преку кој што се чествуваше 100 годишнината од раѓањето на великанот Блаже Коневски, каде што вие го представивте и овогодинишниот лауреат на Струшките вечери, но чествувањето на неговиот лик и дело ќе го продолжите на самата манифестација. Кажете ми како е осмислен тој специјален програмски дел посветен на Коневски? Прво да кажеме дека настанот во УНЕСКО е дел од националната програма 2021 година во чест на Блаже Коневски, која се реализира под покровителство на председателот Стево Бендаровски, Министерството за култура, а во соработка со Министерството за образование и наука. Во рамки на настанот во УНЕСКО, прво беше особено значајно тоа што во календар назначен јубилеј ЮНЕСКО го вметна јубилејот на обележувањето од 100 годишнината од раѓањето на Блаже Коневски, што е исклучително значајно за Република Северна Македонија. Така. А исто така со организирањето на овој настан се врати, односно се обнови традицијата за која одбележувањето на Светскиот ден на поезијата и соопштувањето на добитникот на Златен венец, највисокото признание на Струшките вечери на поезијата, како и на добитникот на Мостови на Струга, тоа е награда за најдобра дебитантска поетска книга под покровителство на УНЕСКО, се реализираше токму во Париз, во седиштето на оваа престижна организација за образование, наука и култура при Обединетите нации. Сега да вашето конкретно прашање, значи Струшките вечери на поезијата во рамки на годината на обележување на Блаже Коневски има специјално одобрени средства за реализирање на едно монографско издание, избор од поезијата и кратката проза на Блаже Коневски, кое што во тек е по завршна фаза е прередувањето на тоа издание. Во тоа издание ќе бидат поместени илустрациите инспирирани од поезијата и делот на Блаже Коневски во конкурс кој што го спроведува Факултетот за ликовни уметности и прво наградениот автор, практично неговите илустрации ќе бидат застапени во ова издание. Во рамки на програмата на Струшките вечери е предвиден специјален дел во кој што овој издание ќе биде промовирано, ќе бидат читани стихови од Блаже Коневски на повеќе јазици, ќе има и содржини од мултимедијален карактер, ќе бидат представени, ќе има и музички дел, ќе има изложба, така што навистина ќе биде едно достојно одбележување на Така, само баш тоа сакав да го кажам, по активностите кои што ги најавивте, навистина ќе биде едно убаво, величинствено и достојно одбележување на големото дело и ликот на Блаже Коневски. Сосема на крај ќе ви се заблагодарам што и покрај тоа што сте во процес на опоравување после тешката борба која што ја имавте со COVID-19, професионално многу прифативте да го реализираме на ова интервју. Вие за Голготата низ која што поминавте, раскажавте јавно и ја кажавте и вашата цел дека тоа е на некој начин да им укажете на луѓето да бидат внимателни најмногу што можат, па кажете ми
што научивме, што треба да научиме од оваа пандемија? Ви благодарам, не би сакал слушателите да ги оптоварувам со моите лични искуства, меѓутоа единствениот мотив за тоа мое јавно искажување беше токму тоа што го кажавте. Значи, луѓето да стекнат представа дека оваа болест, за жал, не е наивна, за жал, може да предизвика сериозни последици и покрај тоа што лично јас да речем се придржував прилично доследно во однос на мерките на заштита, вирусот е опасен, заразен, пренослив и мојата објава беше во пресрет на празнувањето на Великден на Бајрам, да се подигне свеста на луѓето за тоа дека на вистина е потребна предпазливост, а секако мојот апел беше дека од ова треба да се научи дека всушност треба да се подигнат капацитетите на целокупниот здравствен систем, за да можеме и во редовни околности да се практично да се научи дека здравствениот систем со сите негови протагонисти, од најниските ешелони до највисоките, треба да биде навистина во функција на зачувување на здравјето на луѓето. Така, јас затоа ја спомена вашата објава заради тоа што многу беше јасно која е целта и ако зборуваме за психологијата на луѓето, верувајте дека еве ве знаат како директор на Струшки вечери на поезијата и кога го знаете името и ликот на човекот и кога човекот го објаснува тоа за своето лично искуство, тогаш луѓето почнуваат посериозно да ги разбираат работите. Токму затоа и беше вашата објава важна и затоа ја споменав. Благодарам за пораката која што ја испративте и за здравствениот систем и за сето она што на некој начин ги предупредивте луѓето заради тоа што и покрај тоа што се случува се уште постојат луѓе кои што веруваат дека короната не постои и така натаму. Вие сакавте да го дадете вашиот личен пример кој што во секој случај ќе помогне и ќе спречи понатамошно значи невнимание на пример, вие иако вие споменавте дека многу сте внимавале, сепак тој британски сој си го направи своето. Многу ни е драго што сте добро. Во август ќе имаме многу теми за разговор заради тоа што ќе посветиме како медиум големо внимание на овој голем јубилеј 60 години Струшки вечери на поезијата, така што ќе ве бараме со задоволство повторно. Ви благодарам. Само сакам да нагласам дека и покрај тоа што сум во фаза на реконвалесценција, подготовките на Струшките вечери не страдаат заради тоа, односно се во полнек. Сосема можам да функционирам и во овие околности. Имам тим врз кој што можам да се потпрам, така што убеден сум дека сето ова нема да ги афектира подготовките на Струшките вечери. Така, со самото тоа што го прифативте ова интервју, значи дека во полнек сте вратени на она што се вика организација на Струшките вечери на поезијата, така што уште еднаш ви благодарам за овој разговор. Сигурно сум дека беше интересно за слушателите, затоа што стружани живеат за Струшките вечери на поезијата. Ви благодарам и вам. Така, ние продолжуваме понатаму, ова е Плей кафе на Плей радио, ги слушате најголемите хитови, се дружиме и денеска до 14 часот, останете заедно со нас.